Која е всушност разликата меѓу космонаут, астронаут и тајконаут? Веројатно сте забележале дека Валентина Терешкова и Јури Гагарин секогаш се нарекуваат космонаути, додека Нил Армстронг и Едвин Олдрин се астронаути. Но дали има разлика? Всушност, имињата космонаут и астронаут навистина не прават никаква разлика во значењето. Сите тие се смели пилоти кои летале во универзумот, при што едните се советски или руски, додека другите се американски. Оваа дистинкција заостанува на јазикот на студената војна и вселенските трки помеѓу Америка и Советскиот сојуз. Конфликтот меѓу двете сили се водеше не само преку локални војни и револуции, туку и во јазикот. Двете држави упорно воведуваа своји концепти пред се во науката, од имиња на хемиски елементи до вселенските патници, со претензија да ги направат глобални. Космонаутот се уште се користи денес во Руската Федерација и земјите од Источна Европа, додека името астронаут се користи во Америка и западните земји. Овие термини кај нас се синоними и подеднакво се користат, иако доминира зборот астронаут. Двата термини се создадени со спојување на зборови од грчко потекло. Со истиот ток, кинеските астронаути денес во западните медиуми честопати се нарекуваат тајконаути.